Не ми се верува, шминкаме анксиозно со Instagram филтри, не се познаваме во живо, но си лајкаме слики. Но како и да е, ја уште верувам, дека градов најубав, пак ќе бликне, но никогаш и не. Ако ти не викнеш, радости ќе бидеш, доста ми се криеш, знам ти како дишеш и ако аир не си видел. Градот најубав, пак ќе бликне. Од нас зависи, од нашата перцепција во какви времења ќе живееме. Јас лично верувам дека живееме во премногу добри времења, пошто ако размислиш добро, како било пример пред 100 години да речеме, имало војни, било тешко да најдеш дури храна и све денес имаме пристап на толку многу информации, така да сум благодарен што сум роден во ова време и затоа сум гласник на позитивната мисла, со цел да охрабрам некој да рече да бе, стварно многу добро денеска, дај да направиме нешто, стварно има можности. Искористи го гласот за добро. Ја поседуваш магијата, да азбуката, како милуваш ја обликуваш. Не случајно се вели спелинг, нели? Јазикот е оружје, испукав со пистол, љубовпитен вордахолик, вечно трагајки по љубов и емоции, наивно преведувајќи ги во зборови, хартист, кој истура срце на хартија. Пред 10 години почнав да се играм со зборовите и кога да се заљуби во таа игра. Има еден збор кој е kiss appear. Kiss appear значи кога бакнуваш некого и исчезнуваш во просторот и времето. Или например макионичар, што е макионичар. Макионичар е човек што се создава маки од се во секаква ситуација. Претпоставам дека сакам да флиртувам со азбуката на некој начин и да создавам некои нови работи, пошто стварно зборовите имаат толкава мок и мислам дека ги подценуваме, мокта на зборовите кои се ги кажуваме на самите себе, а и на светот. Па автобусот е место каде што си сам со самиот себе. Ја лично многу дел од песните ги имам напишано во 41 и си реков, ајде да направиме нешто, пошто ако ти текнува порано, автобусите беа многу погласни на некој начин. И јас си реков, барем за момент, на тој човек што се вози во автобус да му направам да се чувствува подобро за самиот себе. Нов допир. Во време на пандемија потребен е нов вид на конекција. Духот нема анемија, поезијата е наша конекција. Оставен без конекција, која ќе биде после ова мојата научена лекција. Ма каква лекција? Што научивме за себе? Што научив за тебе? Еден без друг не можеме, со поглед се допираме. Ние е социјално-експериментален проект каде што пишувам поезија заедно со градот. Односно, си запишувам неколку теми во тефтерчето од дома и замарам рандом луѓе из градот да пишуваме заедно поезија. Односно, пишувам еден стих и им дозволувам на другите луѓе да завршат песната. До сега во проектот има учествувано премногу луѓе од различни возрасти, различни националности, социјални групи, ќе видиме каде ќе заврши.